Мој вечерашен гостин Никола Милов, директор на Фондот за пензиско осигурување. Добро вечер. Добро вечер. Се дигна многу галама таму од петокот, ќе има, ќе нема пензии. Сега каква е состојбата во фондот? Прво и основно, пензиите почна да се исплаќаат од петокот, во текот на вчерашниот ден и ќе завршат во понеделник. Така да пензии има. Значи, во основа има ли проблеми, да речеме, на што настана таа? Или е некако малку повеќе политички искористен моментот, да речеме, со ситуацијата петок, па и вчера опозицијата неколку пати потенцира дека има проблем со исплаќање на пензиите? Пензионерите треба да бидат спокојни. Во буџетот се обезбедени средства за исплата на пензиите. Буџетот на Фондот за пензиско за следната 2026 година е проектиран на 151 милиарда денари. Од тие, 117 милиарди се предвидени за исплата на пензиите, вклучително здравствено осигурување на пензионерите и транзисиските трошоци кон пензиските друштва во вториот столб. Така да пензионерите навистина апсолутно нема никаква потреба од било каква вознемиреност дека има било какви проблеми околу или недостаток на средства околу исплатата на пензиите. Желим да објасниме, да рачисни, сепак ова е малку посензитивна тема кога станува збор за пензионерите, се плашат најмногу за тоа дали ќе добијат пензии, иако да речеме у независна Македонија не памтам да имало таков случај, да речеме, освен првите години, кога имаше ситуации. Сепак има сега некоја законска регулатива која гарантира државата исплата во какви било ситуации на пензиите. Може ли да појасниме како тоа функционира една исплата на пензии? Значи, апсолутно не можам да ја разберам потребата од промоција на апокалипсични сценарии дека ќе се растори пензискиот систем или нема да има средства за исплата на пензии од страна на опозицијата. Веројатно во очајнички обид да бараат политички мотив за враќање на политичката сцена, посегаат по вакви сензитивни теми, каде што практично главен субјект се пензионерите како една од најсензитивните категории граѓани во државата. И тука демантот стигна практично за еден ден. На собраниска говорница беше искажан сомнежот дека нема средства за исплата на пензии. Од друга страна, вчера имавме пресконференција на председателот на СДСМ, каде што го повтори тоа апокалипсично сценарио. Меѓутоа, едно е јасно. Додека постои државата, ќе постојат исплата на пензиите. И тоа го гарантира државата, односно владата. Практично тоа е пропишано и во членот 241 од Законот за пензиско. И тоа од 2005 Од 2005 година. Таму тој член гарантира дека недостаток на пари во фондот ќе бидат покриени со влада, така? Точно така. Значи, од кога е воведен на вториот столб, во тој закон од 2005 година стои во членот 241 дека недостатокот на средства по основ на изворни приходи, доколку има недостаток на такви средства, недостатокот го покрива владата од буџетот. Проектиран е тој недостаток, затоа што 1/3 од средствата од придонеси се уплаќаат во вториот столб. И тоа е инвестиција владата што ја прави во текот на овие 20 години. Да подсетиме дека осигурениците, над 650.000 осигуреници во државата, имаат на своите лични сметки во трите пензиски друштва повеќе од 3 милиарди евра, кои што се оплодуваат секојдневно. И тоа оплодување, тоа инвестирање го контролира владата преку агенцијата МАПОС. Добро, сепак кога станува збор за одржливоста на Фондот за пензиско осигурување, со години сепак се зборува дека имаме преголем број, можеби, на пензионери, секоја година се помалку луѓе кои што плаќаат придонеси заради дел иселување, намалување на број на вработени. Има ли стратегија државата како на долг рок да го
ја одржи кондицијата на тој фонд за пензиско осигурување, се спомнува модели за зголемување на старосната граница и така натаму. Сега повеќе ме интересира и вашето лично мислење, но да речеме и како влада, како власт на долг рок, што мислите дека е најсоодветно да се направи? Зголемувањето на пензиите и пензискиот систем е врвен приоритет на владата. И тоа се гледа преку мерките и односно преку буџетот. Практично повеќе од половина од приходите што се планирани во буџетот за 2026 година се дел од буџетот на ПИО. 151 милиарда денари. Издвојувањата во висина од 62 милиарди денари како трансфери кон ПИО заради исплата на пензиите, заради исплата на здравственото осигурување и транзисиските трошоци кон вториот столб во пензиските друштва во вториот столб, го обезбедува практично функционирањето на пензискиот систем. Зголемувањето на пензиите за овие 14 месеци, од септември 24 до ноември сега, со ноемвриската пензија 25 година. Зголемувањето номинално од 6000 денари. Значи зголемување од процентуално 29,6%. До сега во изминатите 20 години и кусур немаме такво зголемување на пензиите за ваков краток период. Одржливоста на пензискиот систем не може да се гледа како изолиран систем. Државата почива на 5 основни столбови. Тоа е политички систем, економски систем, безбедносен систем, здравствен систем и пензиски систем. Здравствениот систем ги опфаќа сите граѓани на државата, а пензискиот систем опфаќа 2/3 од државата и практично половина од буџетот што се троши во државата. Не може да имате стабилизација на еден од овие столбови без реперкусија на некој од овие претходните. Како илустрација само ќе ви кажам, не можете вие да зголемите стапката на придонес за пензиско и инвалидско осигурување без консултација и координација со економскиот систем, со бизнис заедницата и така натаму. Да речеме, еден од моментите за кои што постојано се зборува е подигање на старосната граница за пензија. Вашиот личен став, мислење, да речеме, во тоа. Јас тоа многу пати сум го кажал, меѓутоа тој е став и на владата, дека просечното користење на пензиите во Република Македонија 11 години. До 75 години некаде старост е просек за користење на пензиите. Ако се качи тој просек на 67, практично користењето на пензијата ќе дојде помеѓу 5 и 7 години. И се доведува во прашање абсурдноста на користењето на пензискиот систем. Затоа и ставот и на владата беше дека овој предлог, кој што континуирано доаѓа од Светска банка, од Меѓународниот монетарен фонд, да се зголеми стапката на придонес, да се зголеми старосната граница, не беа прифатени од владата и не се дел од фискалната стратегија на владата за 2025-2029 година. Со години, кога станува збор за овој фонд, има разни толкувања, дебати во јавноста околу честопати начини на злоупотреба на средства, подигање пензии на умрени лица со долги години. Сега кога сте на оваа позиција година и половина, сте правили ли некоја анализа, некои потребни проверки да се види што тоа има вистина и што тоа е само, да речеме, народски кажано, озборување или сепак има проблеми кои функционирал со години тој систем на излекување пари? Со жалење можам да кажам дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 20 години беше оставен на забот на времето. Не од аспект на исплата на пензии. Исплатата на пензии никој пат не била доведена во прашање, затоа што таа ја контролира Министерството за финансии, односно владата. Другата функционалност што е основна на фондот, а тоа е остварување на правата за пензиско и инвалидско осигурување, издавање на решенија за старосни пензии, за инвалидски пензии, за за скратено работно време, земјоделски пензии, воени пензии и така натаму, други права, беше доведена во ситуација да јас одговорно можам да кажам дека ако таа состојба на отсутност на
било каква одговорност во делот на функционирањето на фондот. Продолжеше уште некоја година, фондот ќе се доведеше до колапс. Ни требаше вонредни напори да направиме во изминатите 4 квартали да ја стабилизираме кадровската структура на фондот. Сега поправени се некои работи? Апсолутно да. Беа доведени во прашање минимум остварувањето на функции на работењето на филијалите низ Македонија. А може ли, например, некои повеќе детали за јавноста, конкретни, да речеме, ситуации? Конкретно, значи, беше направен дисбаланс во структурата на вработените. Филијалите во Тетово, Гостивар, Куманово, Дебар и така натаму беа пополнети со повеќе од 90-95% од работните места според систематизацијата, а во филијалите во Битола, во Прилеп, во Гевгелија, Струмица, Кавадарци, само со по 5 вработени. И таму беше доведен во прашање минимум еден аспект, а од оној другиот тоа е главниот аспект. Добро, во ред, а од тој другиот дека се влечени пари на починати лица? За тоа има отворена постапки во финансова полиција и јас очекувам дека во следниот период органите на прогонот практично ќе се завршат својата работа и ќе излезат со детали во јавноста. Инаку, ако ме прашувате во делот на злоупотреби, не знам, во делот за инвалидски пензии и така натаму, тука од септември месец минатата година ги зајакнавме капацитетите на комисиите, ангажиравме дополнителни 5 доктори специјалисти, каде што тие предмети ги решаваат тековно и сега веќе нема со месеци чекање за решавање на одреден проблем, предмет за инвалидска пензија. А можноста за корупција намалена или? Апсолутно е исклучено. На кој начин? По некој нов систем или? Значи, или на доверба на новите доктори? Не, новите доктори си ја работат својата работа. Тука злоупотребите беа во минатото од докторите специјалисти од клинички центари и од другите приватни болници, каде што обезбедуваа потребната документација. За нив да се очекува исто процесуирање? Или? Имаше случаеви каде што... Порано имаше, него зборам сега конкретно. За сега зборам случаеви каде што откриени се практично примери за злоупотреба на допишување на стаж за обезбедување на минимална пензија. Добро. И сега тука некаде пред крајот само да прашам уште нешто кога зборувавме на почетокот, нели, за потребата да не се манипулира со сензитивни теми, но ние имавме и една обратна, да речеме, друга ситуација, можеби до некој степен на подигање на сензитивноста. Тоа беше, нели, изјавата на премиерот дека веќе се укинати линеарните покачувања. Уставниот суд сега за утре се најавуваат некакви протести на дел од здруженијата. Вашето лично мислење во поглед на ова? Точно е тоа дека до Уставниот суд има поднесено 2 иницијативи, различни се тоа иницијативи за против законските решенија на владата во законот за пензиско. Едната иницијатива е за укинување на линеарното зголемување, односно усогласување на пензиите, и тоа до денеска е 6000 денари номинално, кажавме. А втората иницијатива е за укинување на одредбата ова зголемување или усогласување на пензиите да не важи за нерезидентите во Македонија, односно за корисниците на пензии кои што својата пензија ја добиваат во странски банки. Значи не е битно кај живеат, меѓутоа пензијата ја добиваат во странски банки. Сега, јас како директор на оваа институција ги дадов своите аргументи. Те ќе побара уставен од вас, така? Не, на неформален брифинг со председателот на Уставниот суд пред некое време имавме краток состанок каде што јас лично ги дадов аргументацијата за и против овие 2 иницијативи. Сметам дека линеарното покачување е правилно и праведно. Од кои причини македонската јавност да слушне? Сите дилеми и сите разлики околу тоа кој колку уплаќал придонеси во фондот за пензиско инвалидско осигурување завршуваат во моментот со денот на издавање на решението за пензија. Ако вие сте плаќале повеќе придонеси, имате повисока пензија, јас сум плаќал помалку придонеси, имам помала пензија. Во јавноста исто така некои политичари го третираат фондот за пензиско како акционерско друштво. Апсолутно не е така. Пензискиот систем во Македонија е социјално солидарен. И не може да се очекува
дека било кој од нас има некакви акции во фондот, согласно придонесите што ги уплаќал во текот на работниот стаж, и дека после некое време, еве сега кога ќе дојде време за усогласување или зголемување на пензиите, да му следува процентуално дивиденда или профит од тие негови уплати. Не. Социјално-солидарниот концепт значи дека со денот на донесување на решението ви се определува висината на пензијата. И тука се разликите во пензиите. Овие, само дозволете, овие усогласувања, зголемувања што ги прави владата од буџетот, ги плаќаат сите осигуреници, односно сите даночни одворници во Македонија и се однесуваат на ценовните шокови што се во Македонија. Инфлацијата иста и за вас и за мене. Да. Уставен веќе најави дека без разлика како ќе биде одлуката, таа нема да важи ретроактивно нормално за тоа, но има ли власта стратегија што ако Уставен суд сепак се одлучи на укинување на линеарното покачување, тоа беше голема додутна власта, да речеме. Ќе се оди со некои други модели или ќе се вратиме на она што е закон? Сега морам официјално да кажам дека јас како представник, како директор на фондот за ПИОМ, ние сме институција која што е инструмент за имплементација на политиките на владата. Да почекаме Уставниот суд да ги донесе одлуките, какви да се, во текот на овој период сега ќе следува веројатно расправа по однос на ова прашање. Кога ќе се донесе одлуката, владата ќе биде задолжена од Уставниот суд за имплементација на тие одлуки, тогаш ќе ги следиме ние препораките на владата. Благодарам за ова гостување. Благодарам за поканата. Мој вечерашен гостин Никола Мевов, директор на Фондот за пензијско